вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Јужнокорејска новинска агенција тврди дека Северна Кореја лансирала уште 2 проектила од кус домет и покрај меѓународната осуда од понеделничкото тестирање на нуклеарна бомба. Пјонгјанг вели дека има потреба од оружје за да се заштити од евентуални напади од Соединетите Американски држави. За сега не е јасно колку далеку е подготвена да појде светската организација. Московската новинска сосед и традиционален сојузник на Северна Кореја исто така се изјасни против тестирањето, па сепак официјален Пекинг ги повика, цитираме, релевантните страни да одговарат со студена глава и на соодветен начин. Русија и Кина, како 2 од 5 постојани членки на Советот за безбедност со право на вето, претходно блокираа обиди за построги санкции против Пјонгјанг. Северна Кореја тврди дека има потреба од оружје за да се заштити. Американскиот претседател Барак Обама кандидираше жена судијка на Федерален апелационен суд од латиноамериканско потекло за испразнетото место во Врховниот суд. Обама ја објави номинацијата на 54 годишната Сонја Сотомајор, утринава во Белата куќа. Доколку биде потврдена од Сенатот, таа ќе биде првиот латиноамерикански судија во 9-члениот суд. Таа ќе го замени судијата Дейвид Саутер, кој во јуни ќе се пензионира по 19 минати години во Врховниот суд. Агенцијата за бегалци при Обединетите нации обелодени дека по 126.000 лица секој ден се принудени да ги запуштаат домовите во северозападниот дел на Пакистан, каде армијата војува со талибанските милитанти. Портпарол на Високиот комесаријат за бегалци вели дека престрелките во долината Сват и околината предизвикале едно од најголемите раселувања во изминатите години. Само месецов биле раселени 2,4 милиони луѓе. Human Rights Watch пренесе дека недостатокот од храна, вода и лекови создаве голема хуманитарна криза за стотици илјади цивили кои се заглавени во регионот. Врховниот суд на Сојузната држава Калифорнија е пред одлука за поднесената тужба да се оспори уставната забрана за истополови бракови изгласана на референдум. Забраната, позната како предлог 8, мина со блага предност на општи избори во ноември. Со амандманот се дефинира бракот само како заедница меѓу маж и жена. Поддржувачите на истополовите бракови ја оспорија легалноста на референдумот, истакнувајќи дека мнозинството не може да ги порекнува правата на малцинството. Денвер Нагетс ги победија гостите од Лос Анџелес Лейкерс со 120-101 во четвртиот надпревар од финалето во западната конференција во NBA. Чонси Билапс и Джеар Смит постигнаа по 24 поени за Нагетс и го надополнија индиспонираниот Кармело Ентони, кој го заврши мечот со само 15 поени. Коби Брајант кај Лейкерс имаше 34 поени, вклучувајќи 14 во последната четвртина. Следниот меч се игра во Лос Анџелес. Во финалето на источната конференција Орландо Меджик води со 2:1 против Кливленд Кавалирс во серијата најдобар од 7 надпревари. Според Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, најчеста форма на трговија со луѓе е за сексуална експлоатација. Според неодамнешен извештај на Светската организација, 80% од жртвите од трговијата со луѓе завршуваат со принудна проституција. Трговијата со луѓе за сексуална експлоатација растечки проблем на глобално ниво, велат експертите. Жртвите најчесто се жени и девојчиња. Во конфликтните региони во Источна Африка многу жени завршуваат грабнати за сексуална злоупотреба. Обединетите нации наведуваат дека 20% од жртвите на трговијата со луѓе се деца. Некои од нив принудно стануваат и војници.
Свани Хан, поранешна американска дипломатка и експерт на оваа тема, вели дека овој вид на трговија е најбрзо растечка криминална индустрија што за 5 години ќе ја надмине дури и трговијата со дрога. Кои се решенијата? Новинарот Виктор Маларек коментира. Мажите може да стават крај на ова сексуално лудило, бидејќи за разлика од милиони жени кои се заглавени во трговијата, мажите имаат избор. Експертите сметаат дека во регионите со екстремна сиромаштија многу жени стануваат жртви на трговијата во обид да преживеат. Марк Лагон, директор на непрофитна организација против трговијата со луѓе Поларис, вели: треба да удриме врз мислењето што ја деградира жената како предмет што може да се продаде. Лагон се надева и дека луѓето кои претходно биле инволвирани во трговијата за сексуална злоупотреба гласно ќе проговорат и ќе привлечат внимание на проблемот ширум светот. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница Глас на Америка. Пријатна вечер. Се гледам утре.